Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Собранието го ратификуваше договорот со Британија, меѓу кои се предвидува инвестиции во изградба на инфраструктурни објекти, како до изградба на болницата во Штип и нови болници во Кичево и Тетово. Дали ќе градат британски фирми и кога би почнало тоа? Во основа стана збор за доградба на болницата, клиничката болница во Штип, изградба во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Постапката за градба за сите три ќе биде со компетитивен конкурс, односно ќе може да се пријават повеќе фирми и ќе се избере најповолната понуда. Дали ќе биде британска или европска, не би можел во овој момент да кажам, бидејќи сепак ќе биде процесот конкурентен, компетитивен. Значи нема услов во договорот да биде нема име на фирма во договорот, ако е тоа прашање. Не, дали британски фирми се услов во договорот? Не во моментот. Секако и кредитот и договорот за градба се предмет на натамошно договарање на деталите. Кога би почнала изградбата, кога би почнале градежните работи и каде најпрво? Клиничката болница Штип е најпогодна за брз почеток, бидејќи таму е валиден претходниот проект, валидно е тоа што е изградено до сега, значи би било завршување на постоечки проект со новите елементи таму би биле медицинскиот факултет и студентскиот дом со капацитет за 200 лица. Тие сигурно ќе бидат во подоценечна фаза, бидејќи ќе бидат предмет на проектирање. Следно очекувам да биде Кичево, а паралелно со тоа може да се води и Тетово, бидејќи стана збор за реконструкција на болницата. Дали се планира да се подобрат условите во болницата во Кочани, каде што во моментов се лекуваат околу 40 од повредените во трагичната несреќа во дискотеката Пулс? Веќе се собира донации за некакви помагала и помош на овие повредени и граѓанските организации алармира дека условите таму не се погодни и се стравува дека ќе има последици за нив. Во основа болницата во Кочани функционира во најголем дел од својот капацитет. Прокиснувањето и проблематичните делови, да кажеме, не се деловите кај што се третираат пациенти воопшто. Таа е болница со релативно голем капацитет, така да капацитетот таму не е проблем. Во однос на третманот, сите третмани што се од пообемна природа ги врши и организира клиниката за пластична хирургија. Дали се тоа оперативни зафати, дали е тоа третман со збогатена плазма, дали се други третмани, се надлежност на клиниката за пластична хирургија. Ние кога го направивме протоколот за враќање на повредените од странство, во ниеден момент не рековме дека болните ќе бидат третирани во Кочани. Беше јасно кажано дека ќе бидат третирани во болницата од која се испратени во странство. Значи, градската општа болница 8 септември, хируршката болница Свети Наум и клиничко центар, односно клиниката за пластична хирургија. Тоа што се третира во Кочанската болница е физикална терапија и преврски. И за преврските повторно доаѓа тим од клиниката за пластична хирургија. Значи, мислам дека е направено максимално во здравствениот дел за згрижување на пациентите. Ако има проблеми, тие се решаваат во од. Но што со алармите кои ги слушаме од Кочани и донациите кои се собираат, тие укажуваат на некои современи помагала, ракавици, ракавиците, мерките ги правеа стручњаци од Бугарија и се нарачани за сите. Силиконските гелови, спрема моите информации, треба да има доволни количини
во болницата во Кочани, станува збор за нерегистрирани лекови во Македонија, така да се работи и на нивен интервентен увоз. Верувајте, не би сакал да коментирам, меѓутоа една од фотографиите што беше многу често употребувана на медиумите за повреден од Кочани кој се лекувал надвор со тешки изгореници на главата, на скалпот. Сега никој не ги објава фотографиите дека имаме голем напредок во зараснување на изгорениците и дека состојбата е многу подобра. Мислам дека малку по-одмерено и смирено треба да се толкуваат информациите, посебно од луѓе што не се доктори. Бидејќи сепак станува збор за здравствена тема, каде што докторите го имат последниот збор. Повторно клиниката за онкологија обвинението за застрашувачки се злоупотребите со терапија. Зошто повторно на онкологија има периоди кога нема лекови за овие најтешко болни? Во основа повторно кога збориме за дефектура на лекови на онкологија, треба да видиме доста прецизно. Значи, клиниката за онкологија доби историски голем буџет кој е повеќе од 2 пати поголем од претходниот буџет. Така да финансиите веќе не може да бидат проблем. Пред неколку месеци при транзитот од една година во друга година се случи привремен прекин, меѓутоа тој беше надминат со итна набавка на лекови, значи не беше надминат со реверсии. Оно што сега во моментот се случува како недостатоци на лекови е исклучиво заради дистрибутерски дефектура, односно каде што дистрибутерите не може да испорачат да го испорачат лекот. Значи ние не сме изолирани, независен сад, ако е прекинато производството во соодветната фабрика и го нема достапен лекот, најчесто се обидува да се поземи лекот од каде го има на залиха, меѓутоа некојаш го нема никаде, така да се случуваат привремени дефектури. Во моментот нема ниеден лек кој е во дефектура, а за кој нема замена, бидејќи во основа клиниката се труди да пациентите бидат покриени цело време. Како проблем се подсочува тоа што не се знае колку има онколошки болни, нивниот број се зголемува, но нема регистар. Дали тоа е решение за овој проблем? Централните регистри се генерално слабост. Значи, ние имаме релативно лоша евиденција. Кога ги гледате анализите и за морбидитет, за заболување и за морталитет, не се премногу точни, условно да кажем. Посебно доаѓа до израз потребата од јасни и силни регистри на пациенти, онаму каде што имаме многу скапа терапија. Дали е тоа диабет заради инсулинските пумпи, дали е цистична фиброза, дали е мултипла склероза, дали се хемофили, дали се онколошки случаи. Нас ни е клучно да има јасна информација за бројот на пациенти и да информативниот систем на болницата укажува како се движи лекот. Но тоа го нема. Во педиатрија, во онкологија има информативни системи. Имаме други болници каде што тоа го нема, меѓутоа работиме на тоа. Оно што недостасува е малку посложени, пософистицирани и сеопфатни системи, каде што ќе се следат и ефектите од лекувањето. Очигледно лековите и натаму тешко стигнуваат до пациентите. Дали... Не би се можел да се согласам. Значи, оваа година обезбедено лекови за сите пациенти со цистична фиброза на 12 години плюс неколку пациенти по 12 години заради необходноста. Утре ќе презентираме за мултипла склероза со обезбедени рекордни средства, ќе бидат покриени сите пациенти со мултипла склероза. На клиниката за гастро и на ревма исто така покриени многу поголеми количини. Има недостаток
на клиниката за кожни болести за тешки случаи на псориаза. На хематологија има комплетна покриеност. Да. Дефектурите што се случуваат на онкологија има замени за тие лекови. Би предупредил уште една работа. Стегањето на процесот значи дека нема сите пациенти да добијат лек не зашто нема лек, туку затоа што тој лек не одговара на нивниот стадиум на болест. Значи давање на терапија таму каде што нема ефекти е дел од тоа што треба да го... Добро, вашиот дел во ова е да обезбедите лекови и фондот. Зошто тогаш за диабетичарите набројавте многу лекови за различен вид на пациенти, зошто за диабетичарите се уште се увезува терапија која на Западот одамна е исфрлена од употреба? Тие постојано апелираат да се имаше недостиг на Оземпик, за мерење, за деца. Тие имаат неколку барања. Сега можеме да чистиме. Прво, диабетот е програма на Министерството за здравство и не е надлежност, не е дел. Ово го кажувам не да се исклучам од одговорност, туку дека ги немам сите детали. Прво, одговорно тврдам дека инсулини се набавуваат од глобални светски производители, дека нема шанса да има неквалитетен производ, ако е производот од Novo Nordisk. Друго е очекувањето кој се треба да биде третиран со други скапи терапии. Овде мора во еден момент да кажеме сите пациенти, сите групи очекуваат светска нова терапија, меѓутоа Македонија во ништо не е во врвот на светските ранг листи. Сме во БДП на 80 место per capita, во повеќето други критериуми сме меѓу 60 и 80 место. Со десетина долари или евра придонеси здравствени, не можете да очекувате здравство како што има во Шведска и лековите што се достапни во Шведска. Тоа е едно прашање. Второ прашање, и да е барање кон фондот. Фондот мора да има некаков концепт на еднаквост. Значи, фондот не може да ги донесе до најмодерна терапија една демографска група, една група пациенти, а друга група пациенти да остане заборавена само зашто нема здружение на пациенти која ќе ги застапува интересите. Еве морам да кажам, една од најзагрозените групи на пациенти за кои никој не говори се болните со психијатриски диагнози. Таму не збориме за најсовремена терапија. Таму терапијата е 50 години стара. 50 години и 30 години ништо не е направено, а не сакате да знаете во какви нечовечки услови функционираат најголем дел од нашите психијатриски установи, посебно надвор клинички центар. И сега, ја мислам дека е правилно да искомуницираме со јавноста дека да, има потреби, ама има и други потреби. Некои се и тивки потреби. Некои нема кој да ги застапува. Ние како власти мораме да обезбедиме подеднаков третман на сите граѓани, на сите осигуреници, на сите пациенти. Меѓутоа, пациентите одат тогаш на црниот пазар. Колкав е тој црн пазар на лекови? Имате ли увид? За онкологија одговорно тврдам дека црниот пазар во Македонија е сузбиен. Значи, криминалниот случај во онкологија беше со продажба на лекови надвор земјата. Одговорно тврдам дека во Македонија никој не платил за тоа. На Балкан постои црн пазар за скапи лекови и сите заедно мораме да работиме на сузбивање на тој пазар со зголемени количини на достапни лекови. Значи, сите пациенти што имаат медицински индикации мора да добијат соодветен лек подеднакво, да властите, како што покажува и случајот со онкологија, демонстрира дека се спремни да го сузбиваат тој криминал. Да нагласам дека ова е прв пат во Македонија да има процес во здравството за ваков тип на криминал, бидејќи сите случаи на одредени кривични дела во здравството биле или за индивидуално мито, или за груби лекарски грешки. Сега немаме
гонење за вакво кривично дело и мислам дека е порака до целото здравство дека доколку има такви криминални дела, тие мора да престанат ќе бидат гонети. Неказнивоста во здравството е заради присутниот страв од гонење на лекари. Мислам дека тоа е културолошки присутно. Едно од ветување на оваа влада на здравствените власти беше вработување на 500 специјализанти. До каде е тоа? До 1 јануари требаше да бидат вработени. Во основа вработувањата се во тек. Јас лично присуствував на тестирањето во Битола за неколку регионални болници. Значи, сите вработувања после завршувањето на постапките во соодветните институции зависат од индивидуалните болници. Значи, секоја болница требаше да смени систематизација, тоа се одобри работните места, сите треба да си објават конкурси, тестирање, интервјуа. Напредокот е, збориме за првата група 300 специјализанти. Тука морам да предупредам дека има одредена мерка на популизам во оваа акција. Зошто го велам тоа? Ние потребните специјализации мораме да ги испланираме на државно ниво и државата да преземе одговорност за вработување на тие специјализанти. Значи, нас ни недостасат трансфузолози, патолози, судски медицинари, хематолози, онколози, анестезиолози, да не набројувам. А имаме доволно кардиолози, гинеколози, некои други специјалности и субспецијалности. Државата треба да преземе одговорност исклучиво за тоа што е потреба на јавниот сектор. Секој што ќе се одлучи за приватна специјализација, кај што е познато дека имаме вишок на кадар, си го презема ризикот приватно и не може да очекува понатаму вработување во јавниот сектор, туку треба да бараш своја шанса во приватниот. Дали специјализантите сакаат да работат и надвор од Скопје, во другите болници? Дали и тоа е проблем? Секако има една тенденција, често го кажав, примерот во Дебар има празни места во примарно здравство, има незапослени доктори, ама не сакаат да работат во примарно здравство, иако сметам дека е одлична можност да ја започнете својата професионална кариера. Во основа да има една силна тенденција да се бара прво работа во секундарно здравство, а потоа во терцијарно здравство или директно во терцијарно во клинички центар во Скопје од X причини, професионални, платежни и така натаму. Јас стравувам дека дури и луѓето што се јавија на конкурсите за надвор Скопје, еден дел повторно ќе барат трансфери во Скопје, пошто лично знам дека дел од нив веќе имат адреси со живење во Скопје. Ние мораме да ставаме... Да, вие се залагате за регионализација на здравството. Брана во еден момент, значи не може здравството да се сведе на клинички центар во Скопје, колкав тој да биде во некоја идна фаза. Ние мораме што поблиску до граѓаните, до осигурениците, до пациентите, да имаме соодветни капацитети за кои ни требаат лекари и мораме да најдеме начин тоа да го стимулираме и поддржиме. И за крај кога дојдовте на функција, набрзо кажавте дека веднаш се откриени огромни финансиски злоупотреби на одредени клиники во Скопје, потоа не слушнавме ништо за тоа. Да, во основа сите случаи што ги затекнавме и кои не се тајна, значи тие работи ги има во нашите извештаи што ги испраќаме во Министерство за здравство, Министерство за финансии, во Државен завод за ревизија. Ги поднесовме во МВР, неколку од нив беа комплетирани од страна на МВР и испратени во јавното обвинителство. Таму има и многу јасни случаи кај што не треба вештачење во странство и не треба не знам каков истражителски напор
Ние апелираме постојано кон обвинителството да постапи по тие кривични пријави и сега топката е во дворот на обвинителството. За мене значи многу што обвинителството се одважи да тргне со случајот за онкологија и се надевам дека го има добро подготвено, пошто успехот на тоа обвинение е од битно значење за иднината на здравството во Македонија. Благодарам за интервјуто. Тоа беше интервјуто за Радио Слободна Европа со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски. Довидување.